Почитувана пратеничке, можеме да дебатираме секогаш и добро е да дебатираме за економијата. Јас не се согласувам со сите ваши ставови и кажем аргументите, па јавноста нека цени. Лажни надежи сме презентирале пред граѓаните. Како може да бидат лажни надежи кога, еве, после 2 години, ја стабилизиравме финансиската состојба на буџетот и буџетот е во кондиција да дава 70 до 80 милиони евра помош на домашни и инострански компании. Да зголеми социјалната помош за безмалку 300%. Да растат постојано платите на секаде во јавната администрација, здравство, полиција, школство, детски градинки и слично. 16% плюс 5% во центрите за социјални работи, во детските градинки е покачена платата. Од каде пари, ако била лоша финансиската буџетска состојба на државата? Како може да дополнително најдеме 1.800.000 за индивидуалните земјоделски производители за субвенции? Како е возможно да најдеме пари дури за интервентни фондови, 1 денар плюс за лозарите, да и платиме долговите од 2014 за лозарите, да интервенираме во јаболкото, во праската, во сливата секогаш кога треба, за градинарските производи кога нема доволен пласман. Ако не е финансиски стабилна државата или ако не е ликвидна состојбата на буџетот. Така да, апсолутно не се точни податоците со кои што се обидувате да лажно манипулирате со граѓаните за лошата состојба и секако министерката, која што ќе биде ако парламентот ја изгласа, ќе знае многу добро состојбите во буџетот, заради тоа што овие денови беше поканета од мене, работевме со службите на подготовката на ребалансот на буџетот и верувам дека менаџерските способности и те како ќе помогнат да се искористи овој поволен, исклучително поволен период за државата, да се максимализират ефектите за граѓаните. Граѓаните да ги почувствуваат тие ефекти од поволните економски состојби во државата. И гласно ќе зборувам секогаш како што кажував дека е лоша состојбата 2017 заради тоа што се исплаќаа обврски за споменици, за музеи, за непродуктивни проекти и слично. Состојбата е добра и секако таа ќе се зајакнува со таквиот дел нашиот марифетлук и мукаетно се како навистина сите овие економски состојби граѓаните да ги почувствуваат. Ако сакаме да ни останат младите тука, ако сакаме да имаме се повеќе стрекни граѓани, ако сакаме да имаме се повеќе решени проблеми на граѓаните и слично. Во последниот период повеќе од 500 километри патишта се градат во државата. 500 километри во моментот се градат патишта. Лани се градеа исто така некои 350 километри патишта во државата. Само што разликата е што сега парите одат во патишта, во железници, во газ, наместо како што порано што одеа во непродуктивни цели. 50.000 нови работни места се отворени. Јавниот долг 49% беше без малку кога го затекнавме. 46,6 сега. Еве 2 години и 3 месеци сме влада. Тоа кажува дали владата има намера да се задолжува. Лесно е да го зголемите долгот за 24% и од тој дел да покажувате одредени економски ефекти. Не, домакинско работење има влада и владата така ќе продолжи со новата. Владењето на правото точно е една од најважните причини за привлекување на инвестиции, домашни или странски. И каков извештај да гледате за Република Северна Македонија, како паралела од последните 3 години до денеска и како владењето на правото е подобрено. Секако треба многу да се работи. Дело тоа е заради тоа што е донесено и законодавство заедно овде во парламентот, но имплементацијата мора да биде посериозна. Но денеска имате транспарентни процеси за кои што се зборува, јавноста зборува, коректив е. Насекаде се отвараат постапки. Постапките доведуваат до процеси. Процесите се водат транспарентно, новинарите се во судница. Тие ги следат од нивен домен во интерес каде што тоа е секако важно за граѓаните. И секако владењето на правото е обврска на сите и треба да работиме на тој дел. Затоа денеска се надевам дека нема да дозволиме повторно со законски измени преку парламент, политика или било што да распоредуваме предмети. Тоа е актуелна тема на преговорите за законот за јавното обвинителство. Треба да оставиме на правосудството да одлучува за иднината. Патиштата, почитувана пратенички, не се во буџетот. Тие се надвор од буџетот. Тие не спаѓаат во капиталните инвестиции во буџетот. Затоа што Агенцијата за патишта е надвор од буџетот. Се градат патишта во вкупна вредност
од 500 километри, над 500 милиони евра и се градат по територијата на цела Македонија, па дури веројатно ги има и најмногу од регионот од каде што доаѓаат. На секаде во источна Македонија се гради, како што се гради во западна и во централна, се гради и во јужна и во северна и така натаму. За дека буџетот е во катастрофална состојба и имплицирате дека читате од веб страната на Министерството за финансии, не е апсолутно точно. Буџетот е во одлична кондиција, финансиската ликвидност е огромна, солвентноста е огромна, затоа што дефинитивно не се трошат пари на непродуктивни работи како што порано се трошеле. По сите мерки досега кои што се реализирани, буџетот е во одлична финансиска кондиција. Сите даноци се наплаќаат над предвиденото, односно се со над 15,6% повеќе од лани, со над 10%, со над 12%, единствено данокот на добивка, од причина што лани се повлекоа дивидендите заради воведувањето на прогресивното даночно одоночување и до решавањето на проблемот со Џонсон Мети и стечената постапка на Тето. Тие се трите причини за данокот на добивка. Јас верувам дека само со решението на Џонсон Мети, кое што се наоѓа меѓу правните служби, заради тоа што е една од најголемите компании, односно најголемите компании, веднаш тоа што досега е загуба во данокот на добивка во наплатата, ќе се надокнада. Да не зборувам за преку 15 милиони евра кои што се од Тето и слично. Нека расте економијата, секако ќе растат, завршувам председателя, секако на тој начин ќе растат и дополнително приходите во државата.